Антологиски грабеж, вака председателот на СДСМ Венко Филипче го оцени договорот со Велика Британија за 6 милиарди евра за инвестициски проекти. Пред симпатизери во Штип, Филипче откри дека делегацијата предводена од вице-премиерот Александар Николовски во Лондон веќе се сретнала со фирми што ќе бидат најмени за спроведување на проектите, што било спротивно на владините најави и законите. Веднаш после подпишувањето се сретнале во Лондон со фирмите кои што ќе бидат изведувачи на проектите. Каков тендер, каков закон за јавни набавки. Се е тоа една голема лага. Ги задолжија следните генерации, правевме пресметки. Секој бебе што ќе се роди следните 25 години, на денот на раѓање ќе биде задолжено 6000 евра. Од ВМРО ДПМН одговорија дека грабеж била набавката на двојно поскапи кинески вакцини како и модуларната болница во Тетово. Она што не е грабеж е кога ќе склучите пакт со најмокната држава во светот и при тоа нема да продадете ниту име, ниту устав или идентитет. Не е грабеж кога од таквото партнерство ќе извлечете пари за нови железници, за болници, за образование, нешто што е добро и за македонците и за албанците. Додека се уште не е позната каматната стапка за средствата што ќе бидат повлечени, во интервју британскиот амбасадар Метју Лосон потврди дека еден од условите во договорот предвидува во проектите што ќе се финансираат со овие пари да учествуваат најмалку 20% фирми од Британија во било кој дел од процесот. Вице-премиерот Николовски во интервју потенцира дека ќе се почитува законот за јавни набавки и очекува за 2 недели собранието да го ратификува договорот, додека пак на есен да започнат градежните работи за железницата и медицинските установи во вредност до 2,2 милиарди евра.